Драги гледачи, еве се вклучуваме повторно од стадионот Димитар Беровски во Берово, каде што очекуваме секој момент да започне надпреварот од 27-то коло на третата фудбалска лига Исток група, односно надпревар помеѓу екипите на Малеш Берово и на Китго Пекчево. Еве ги составите на екипите. За домаќинот екипата на Малеш со број 1 Новица Печински, со број 2 Кирил Ќерговски, со број 3 Димитар Кракутовски, Бобан Брдевски, со број 7 Григорче Шонтевски, со број 8 Владимир Дујовски, број 9 Кире Аврамски, кој е воедно и капитан на екипата, со број 11 Иле Шонтевски, со број 13 Васко Дујовски, број 17 Ерол Пилов, број 19 Глигорче Арменски. На клупата за резервни фудбалери тренерот Ристо Урдов ги одреди следните играчи со број 12 Гоце Биковски, број 15 Александар Муртовски, број 14 Марио Андонов, број 16 Кире Папалиски, број 18 Ангел Младеновски, број 4 Столе Каламедовски и број 20 Виктор Георгиевски. За екипата на Китго тренерот Трајче Сенев се реши за следниве играчи со број 1 Тамер Јамаковски, број 4 Иван Колев, број 5 Миле Денковски, број 6 Иле Синев, број 7 Ангел Зафиров, број 8 Дарко Алексовски, број 9 Андреј Симовски, кој е воедно капитан на екипата на Китго, број 15 Мики Жежов, број 16 Бобан Тикпешанац, број 19 Мартин Димовски и со број 20 Владко Стојанов. На клупата за резервни фудбалери се со број 12 Стојан Богдановски, со број 3 Стојанче Стојанов, број 21 Марти Стојанов и број 22 Никола Тонев. Никола Тонев разговаравме пред малку, се жалеше на повреда во овие 2-3 недели, се надеваме дека е се во ред со него и можеби ако се укаже можност и да настапи на овој надпревар. Тоа е околу капитенот и него капитенската лента сега ја носи голгетерот младиот Андреј Симовски, рекол со број 9. Тренери на екипите се Ристо Урдов за Малеш Берово, за Китго Пекчево Трајче Сенев. Инаку да кажам дека со мене на коментаторското место е и некогашни фудбалери на екипата на Напредок Печево и на Брегалница Јованче Пилешков, кој што еве ќе ви речам добар ден, добро дојдовте во овој директен пренос кој што еве на барање на любителите на фудбал во Берово и пред се на спонзорот на Китго Кирил Гогов го остваруваме. Добар ден, добро дојдете и збор два за овој тип надпревари за традицијата која што постои меѓу овие две екипи. Добар ден на сите гледачи на Ирис телевизија. Точно така да рече дека овој надпревар побудува голем интерес во Малешевијата. Тоа е било од секојаш традиционално дерби, кај што играат два добро познати ривали. Секојаш бројноста на гледачите е голема, така како кога се игра и во Пекчево и во Берово. Но во фер и коректен надпревар секојаш победува подобриот. Инаку традицијата вели дека овие екипи знаеле да направат атрактивни работи, го пометиме моментот со авионот. Ова е веќе почеток на средбата. Од центар тргнуваат играчите на домаќинот Малеш. Со број 19 Мартин Диновски, играч кој што настапуваше за Брегалница. Сигурно любителите на фудбал се сеќаваат на оној прекрасен Брегалница победа во Ѓорче Петров против екипата на Милано, ми се чини, да. Некој време играше во Шведска, а еве сега на барање на любителите на фудбалот во Пекчево ги брани боите на Китго. Точно така, како што спомна, тоа во сезоната 1975-76 година надпреварот се играше исто така на овој терен, Малеш Напредок, во Брегалничкиот тогашен регион. Фудбалот, стартниот што почна надпреварот, се пушти со авион пред почетокот на надпреварот, авион кој што ги прскаше сливите на блоковите во Пекчево. Тоа беше едно доживување за сите љубители. Авионот со голема брзина надлета над стадионот на Пекчево, го пушти фудбалот и така се стартуваше почетокот на надпреварот во таа година. И надпреварот заврши со победа на Напредок од 2:3.
Да проследиме ова акција на домаќинот слободен удар Дарко Алексовски. Бие ми се чини дека беше премногу близу играчот со број 12, тој е ќе се повтори слободниот удар. Судијата Александар Ангелов е доследен. Играчот на Малеш премногу близу истрча, а повторно слободен удар за Дарко Алексовски со број 8. Убав удар, несигурност кај голманот на домакините, тоа е Новица Петински, меѓутоа високо подигната рака, индиректен удар, што ќе рече офсайд, недозволена позиција, индиректен удар за голманот Печински. Инаку слободниот удар, да се довршам мислата, не беше со број 12, туку со број 17 Ерол Пилов. Слични се броевите. Еве нова акција Дарко Алексовски, шутера во голот, топката оди над голот во голаут. Тој ми каштано, дека расширено многу ми кажеме дека Пилешков, можеме да дополниме ова празнина со твоите податоци. Ги има доста, ги има сеќавања, моменти кои се незаборавни. Се случува многу надпревари меѓу овие две екипи, кои што беа полни, дуел на Синев и Пилов. беа полни со возбудување надпревари и во Брегалнички регион, во втората македонска лига, меѓурегионална лига Исток. Можем да спомнам во сезоната 85-86 година се играше еден надпревар во последното коло меѓу Напредок и Малеш. Надпреварот се одигра во Пехчево. Тој беше последен од таа сезона и одлучуваше за влегување место кое што обезбедуваше влегување во меѓурегионалната фудбалска лига Исток тогашна. Во Пекчево се играше пред полни трибини, може да имаше 5 до 6 илјади гледачи, кои што беа половината од Берово, половината од Пекчево, така беше поделена трибината. На домакините Напредок на нас, кои што јас бев учесник актер на тој Напредок. Да последиме само ова акција, слободен удар за деветката Киро Аврамски. Центар шут, реакција на Жежо, беше тоа Мики Жежо со број 15. Дарко Алексовски, топка за Андреј Симевски, кој ќе биде побрз во дуел со Кирил Черговски. Топка во рацете на Новица Печински. Почети возбудување на надпреварот, секако респектабилни две екипи, комшиско дерби и нормално мотивот кај домакините е голем, бидејќи екипата на Кидго веќе стекнува некој ред. Токму така мотивот кај сите играчи е голем. Акција, да последно место е Иле Синев пред Ерол Пилов и сврла во аут. На вакви надпревари секој играч сака да се докаже, да докаже дека е подобар од противничкиот играч. Аутот се подготвува да го изведе Кирил Черговски со број 2. Лошо изведен аут. Аут ќе биде ова сега за играчите на Кидго Пехчево. Синев. Алексовски. Не успеа, не дојде топката до него. Дујовски. Го гледа распоред на своите соиграчи во средина. Убаво проигрување. Долга топка беше тоа. Предолго за Ерол Пилов, на место е Тамер Јамаковски сврла Стојанов. Тоа е Владко Стојанов со број 20, со број 3 Каракутовски. Колев. Со број 5 Бобан Брндески реагираше. Почитува пред судијата Ангелов. Топка за Глигорче Арменски. Убав дриблин покрај Тиквишанац, во средината Иле Синев е на место и сврла. Мартин Димовски, Андреј Симевски во дуел со Брндески.
аут за домакините. На интервенција на помошникот судијата Ангелов досудува слободен удар за Малеш. По десната страна ќе го изведе со број 9 Киро Аврамски. Висока топка на место е Мартин Димовски во улога на бек Тикашанац. Од Каракутовски топката оди во аут за играчите на Кидго. Судијска тројка од Кавадарци. Главен судија Јович Слободан, кој што е веќе покоен, Иванов Пане покоен и Мицкоски Јордан, кој судија тој надпревар. И заврши со 2:2, доволен резултат за Малиш да влезе во преку квалификации во меѓурегионалната лига Исток. Пол надпревар со пресреди, со голови, со убав амбиент од страна на публиката и од Беров и од Пехчо. На крајот се добро заврши, Малиш посреќен и така влезе во таа лига. Колев, Денковски, продолжил до Зафиров, пред него Черговски сврлав аут, Денковски, Андреј Симевски, непрецизно за Тиквешанац, Аврамски, ова топка за Шонтевски, дали ќе стигне, крај него е Миле Денковски, упорење Денковски, ја расчистува топка во гол аут. Инаку да сме кај Денковски да спомнам дека е тој син на бивш фудбалер на Напредок од Пехчо. Денковски Љупчо, кој исто така играше забележителна улога во фудбалскиот клуб Напредок. Инаку да споменам дека во последен момент има една замена во составот на Малеш. Јас го најавив Глигорчо, да, тој со 6 во игра со број 6 Илија Шоптевски не беше најавен, меѓутоа го забележувам дека тој значи во игра се Шонтевски Илија и Глигор Шонтевски со број 6 и број 7, ми се чини дека тие се први братуѓеди. Да. Илија е син... Има и двајца браќа, тоа се Владимир и Васко Дујовски. Да. Тие се браќа. Тие се, да, на прославени играчи на Малеш, на Игор Дујовски синови, а Шонтевски Илија е син на Бранко Шонтевски, да. Прославени играчи на Брегалаца Делчево, на Белајса Струмница, на Малеш. Поранешно истакнати играчи на овие клубови. Слободен удар и идеална можност за Иван Колев, меѓутоа беше прекраток, побегнала топка отиде во гол аут. Инаку да кажам дека задолжен некако за слободните удари кај екипата на Кидго е Дарко Алексовски, доста успешно го прави тоа, особено при изведувањето на корнерите. Корнерите ги изведу во стилот на Шекира, оној гол што го постигна против Англија и неговите, впрочем, во текот на преворот гледачите ќе може да се уверат во квалитетите на Дарко Алексовски и секако на целиот играчки кадар на Кидго, секако и на играчите на Малеш од Берово, кој што реков и ќе повторно се во црвено-сина комбинација. Акција по левата страна не стигна Мартин Димовски, гол аут, ќе биде тоа топка за дегажбан на голманот Новица Печински. Пилешков традицијата вели дека од Пехчево има доста играчи кои настапувале за Брегалница, еден од нив си, тие си и ти, меѓутоа е доста Штипјани има кои што во борба за афирмација од Штип дошле во Пехчево и тука останали. Да се подсетиме на некој од нив. Па има доста играчи и во Напредок поранешен сега наследник од Кидго Пехчо. И во Пехчо и уште останати играчи кои што и формирале своји семејства.
од раните 70 години, 74-та, 5-та, 6-та година во Пехчево настапувале Спасов Слободан, Китанов, Стојанче, Роте, Донче Лазаров, сегашниот економ на фудбалскиот клуб Китго Пехчево. Јас како помлад играч исто така, со потекло од Малишевијата, мојот покојен татко од Пехчево, познат спортски работник, мојата мајка од Берово, така да ме врзуваат овие Сентиментален делеше сентиментални, да. Ме врзуваат овие надпревари. И посебно со интерес ги следам. И сум играл на вакви надпревари. Прекршок Мики Жежов, непотребно. Непотребна Дојде сцена. до непотребна гужва, имаше еден Рецитуваше предност, меѓутоа во повторниот момент Мики Жежов со лизгачки старт, меѓутоа имаше и контакт со противничкиот играч, не забележав за кого се работи, дали ќе има жол картон или само прва опомена од страна на судијата Александар Ангелов. Инаку мора да спомена во досегашните преноси доста, би рекол, одлично ги водат надпреварите, немам забелешки барем од моја страна, ниту од останатите. Еве и самиот список на официјални лица вели дека се сито од Кочини, меѓутоа на неколку пати Александар Ангелов има судено на надпревари на Китго Пехчево. Точно така. И еве се работело за еден или максимум два жолти картони. Слободен удар за деветката Киро Аврамски пред Ерол Пилнов, интервенција на Тиквешарац, ми се чини. Беше тоа по левата страна, аут за домакините. Тиквешарац, Мартин Димовски. Еве го Мартин Димовски, двајца играчи околу него. Лошо додавање. Лошо додавање. На место е Каракутовски. Веднаш долга топка кон Шонтевски. Крај него Миле Денковски. Назад Черговски. Брндевски. Во средина повторно старт на Миле Денковски беше тоа и одзема од Дарко Алексовски. Убава замисла за проигрување со Мартин Димовски, меѓутоа внимателни играчите на средината на теренот на Малеш. Нова акција по десната страна започува Глигор Шонтевски со број 7. Дали ќе има остигнува Ерол Пилов. На место е Ерол Пилов, играч кој што е роден во село Црник кај Пехчево, претходната сезона во Општинската фудбалска лига и во есенски дел настапуваше за екипата на Китго Пехчево. Значи се враќа тука некаде на овие релации. Китго Пехчево, Малеш Беро. Добро, реков ми во разговорот со Фајке Маковски дека убаво е играчи кои што нема каде да играат, барем еве во овие центри на истокот тука да ги пополнуваат оние празнини, бидејќи еве и самиот миграционен однос на немање доволно играчи доаѓаат од страна и на радост и на задоволство на љубителите на фудбалот. Мошко успешно ги брана боите. Одлична топка на Денковски, не стигнува. Долга топка. Андри Симески беше тоа. Можеме ли да ја фанеме малку? Повторно усло помена од страна судијата Александар Ангелов со Бобан Брнтевски со петката на Малеша. Забележуваме дека и гледачите веќе трибините се исполнети до последното место, што ќе рече дека еве и Господ се смилува после една невреме, после оној пороен дожд, силен ветер, град, на крајот може да пристуваме на сончево идеално време за игра. Теренот беше влажен, меѓутоа доста добар тренер, теренот што ќе рече не влијае оној пороен дожд, сигурно има добра денажа. Слободен удар, фаул прави Миле Денковски. Фаулиран Илија Шонтевски со број 6.
Слободен удар за капитенот Кира Аврамски. Висока топка. Скок на Шонтевски. Черговски враќа во казнениот простор, на место е Синев. Шонтевски. Илија Шонтевски. Се мисна играчот на Малеш, крај него беше Миле Денковски, меѓутоа судијата Александар Ангелов е близу и едноставно покажува топка за голманот Тамер Јамаковски. Дегажба на голманот на Кидго. Колев, Пилов, Аврамски, во средина интервенција на Тиквишанац, Колев, Алексовски, Дујовски пред Симевски. Слободен удар за 13-ката на домакините Васко Дујовски. Со број 5 сепак Бобан Брндевски. Скок на Денковски. Стојанов. Зафиров. Пред него стигнува Черговски и сврла во аут за Кидго. Денковски. Симевски во дуел со Брндевски повисок. Аут за гостите. Пилешко да споменеме за помладите любители на фудбалот, за она твоја генерација кога настапуваше за Брегалница. Знам дека тоа беа лоши моменти за штипскиот фудбал, а меѓутоа со гордост си го носил дресот на Брегалница, плавиот дрес, бидејќи вие бевте тие кои на некој начин ги извлековте Брегалница од калата и јас бев присутен на оној историски надпревар против Злетовица во Злетово. Токму така, мојата кариера започнува во Брегалница во 77-78 година како пионер на Брегалница. Тогаш Брегалница настапуваше во втората југословенска лига. И потоа ме носи патот во напредокот Пехчево во младинска категорија до сениори. Се задржувам добри 10 години тука. Се оформувам како фудбалер со многу падови и подови на фудбалскиот клуб Напредок, со 2 влегувања во меѓурегионална лига Исток во сезоната 81-82 со квалификации со Црвена звезда Јосифово и во сезоната 86-87 година како прваци на Источниот регион повторно влегување во меѓурегионална лига Исток. Потоа мојата кариера оди во Делчево, една сезона во Македонска лига во сезоната 1988-89 година, па потоа на враќање во 2 наврати во Напредок Пехчево, па една сезона во Малеш 91-92 година и заедно со тогаш талентираниот и доста добар фудбалер Дејан Демјански, кој потекнува од Малеш, заедно се одиме во Брегалница Штип, тоа е во формирањето на првата македонска фудбалска лига во посамостојувањето на Македонија. Со успех настапуваме во Брегалница, меѓутоа за наша несреќа во тој натпревар последен со особено почен и добро познат, прекинат натпревар Брегалница мораше да го напушти прволигашкото друштво. А имавме добра генерација фудбалери во типот на Боров, на Маџунаров, на Герасимов, Манич. Така да, на жал, тоа во првата сезона Брегалница мораше да напушти првата лига. Стапувам во Рудар Пробишти во Прва македонска фудбалска лига 4 години со успех, па 4,5 сезони во Јака во Втора лига Исток. И се враќаме во Брегалница Штип да помогнеме тогаш. Да прештедиме убава акција на Мартин Димовски, проби по левата страна, Дарко Алексовски до Симовски кој шутира над голот. Убава можност беше ова за промена, инаку да кажам, веќе се игра 25 минути, Малеш Кидго Пехчево без голови 0:0.
да продолжам со коментарот, да се враќаме во сезоната 2001-2002 година во Брегалница Штип, која тогаш се направуваше во третата фудбалска лига и под ръководство на тренерот Мирко Неджаков и Мите Георгиев успеавме да го освоиме тоа прво место со тој Историски натпревар во третата фудбалска лига во Злетово. Освоивме бод, доволен колку што требаше Брегалница Штип да се врати. Да се подсетиме на тимот кој беше. Знам дека Александар Митров беше голман, да, Арсовски бек играше. Тука бевме со Стојанче Ефремов, јас, Маријан Николов, тука беше Тонев, исто сегашниот играч на екипата на Кидго Пекчево, Мане Владко, луѓетар на лигата и плејада други играчи кои што Миланов Трајче, кои што допринесовме да фудбалскиот клуб Брегалница Штип ја вратиме во втората лига. Историски натпревар, доста добра атмосфера, доста гледачи. Многу гледачи. Да, тогаш и Рудар се бореше за прво место. Од тие две екипи кои ќе влезе, ако победеше Злетовица, ќе влезеше Рудар. Меѓутоа ние освоивме бод нерешено 0-0 на тешкиот терен во Злетово, под мощни тешки и временски услови. Меѓутоа успеавме да издржиме и Штип да го вратиме, бар во Брегалница Штип да се вратиме во втората лига. Во тоа успешна сезона. На помошникот само да последиме, устно помена и за тренерот на Малеш, тоа е Ристо Урдов, нешто коментираше по крајот линијата, меѓутоа судијата, барем за сега Ангелов, одлично води на преварот, еве непријатности, падна еден играч на Малеш, а Марти Димовски во духот на ферплеј и коректност изврна топката во аут со цел да се укаже помош на играчот на Малеш. Дали беше тоа со број 8 Владимир Дуевски, не можам да забележам. Да искористиме ова пауза да продолжиме за тие моменти на Брегалница Пилешка. После влегувањето во втората лига, една сезона настапуваме во втора лига, 2002-2003 година, каде што Брегалница успеа да биде и прва, двете први со Шкендија, влеговме во првата македонска лига и отош Брегалница да застане на здрави нози. Екипата се подмлади, тренер беше искусниот стратег Косто Владко, така да ние малце поискусните мораше да ја превршуваме со фудбалската кариера и уште една сезона играм во втора лига во Злетовица тогаш и веќе крајот на кариерата беше тука. Фудбалска. Се во ред со Владимир Дуевски. Ќе го продолжи над преварот. Еве, коректно, Каракутовски ја враќа топката кон голманот Тамер Јамаковски. Колев. Владко Стојанов. Синев. Повторно Колев. Инако Колев играч од школата на Брегалница имаше краток излет во меѓународни излет по Чешка, во Чешка, да, заедно со Ѓорги Никовски ми се чини заедно беа, меѓутоа еве го повторно на терените во Македонија, овој пат во дресот на Кидго Пекчево. Доста солидна халфлинијата ми се чини, да не ги омалажувам и другите играчи, една комплетна целина, меѓутоа овие играчи за Кидго, овие прва сезона, Мартин Димовски Алексовски Дарко и Дарко Алексовски настапува за екипата на Каменица Сасе, да. Сега дојде во дел, а Свинев настапуваше во и Колев Иван во Овчепан, есенски дел. Андре Симјевски. Убаво покрај Шонтевски на спортивната страна. Не внимание дали беше тоа Дарко Алексовски. Лоша закачева топка која сега е плен на голманот Новица Петински. Скоро половина час игра на стадионот Димитар Беровски овде во Берово, натпревар 27 коло, трета Лига Исток, Малеш Кидго Пекчево без голови 0:0.
Билешков, за гледачите да кажам дека малкумина знаа дека ти си и со музичко педигре. Да откриеме една тајна која долго време ја чуваме, може би помислите, еве сега грешка на Шонтески, Симевски, Дарко Алексовски удар кон Мартин Димовски и прекрасна интервенција на голманот Новица Печински. Идеална шанса. Ја бележиме 29-та минута, идеална акција на Симевски кон Алексовски, а Мартин Димовски со сета своја намера да постигне гол, меѓутоа на времена реакција на голманот Новица Печински спречи изненадување, останува 0:0. Миле Денковски, двајца играчи околу него. Старт на Аврамски, без некоја намера, да видиме, ми се чини дека повторно ќе биде само устна помена, бидејќи ми се чини дека намерата на Аврамски беше топката, меѓутоа еве скоро ќе подаде рака со Миле Денковски и двајцата се тука некаде од овие краишта, па не Во рамките на ферплей игра. Ферплей, Добро и- и тоа така да се понесуваат играчите. и судијата се порисуваат со атмосферата, неќе да го соберат левот. Убава акција со гол и прекрасно го прави тоа Андрей Симевски, центар шут на Дарко Алексовски. Ја бележиме 31-та минута. Убав центар шут, рекол на почетокот дека Дарко Алексовски играчот кој што е заложен за изведување на слободните удари на корнерите. Идеален центар шут, највисок во скокот Андрей Симевски, гол за водство. Гол ги терат на Малеш- екипата на ФК Малеш Кипек. кит гол, Пекчево 0:1. Андрей Симевски, 31 минута. Кога сме кај Андрей може да спомнам дека е тој еден вонсериски фудбалер А тоа е Пекчево, ми се чини. од Пекчево, да, има настапувано како млад играч кога се школуваше во Штип. Првата регистрација му е во фудбалскиот клуб Астиво во Штип во третата лига. За жалост, неколку Стиво веќе го сезони, нема на да, фудбалската карта на Стиво Македонија. веќе е во Еден минување. прекрасен тим со традиција, долга славеше, ми се чини 45 години од постоењето изгасна. Да. Мислам, жал е тоа за Астиво, мислам дека ќе смогнат силиспорските работници кои што уште се во Штип да му помогнат да тој клуб да се врати на старите пати. И имав тука некаде листата на голгетерите. Ми се чини дека 11 голови досега имаше Андрей Симевски е ова му е вонсериски 12 играч гол. кој што прераснува во вровен стрелец и мислам дека времето е пред него ќе стане расен стрелец на македонскиот фудбал. Кажи кој ти да тргнеш. Натали. Пази. Игор, моля ти. Еве да се подсетиме на голгетерите. Засега на чело на листата е повторниот Штипенец. Да, Бобан Марич од Беласица, кој што има 32 гола досега постигнато. Втори е Миле Костовски, исто така од Беласица со 24. На трето место е Јордан Четртофилов Овчеполе 17, Кемало Ломеровиќ 15, Дарко Алексовски Китго 13, Мирче Натков Осогово 13, Даниел Ковачев Напрак Здравје 13, Игор Тодосов 12 и Ѓокшен Лиманов, Андрей Симевски сега има 12, значи. Да. Андрей Симевски тука некаде на петата позиција со 12 постигнати голови во дресот на Китго. Инаку ќе повторам Бобан Марич. Податок што е врзан за голгетерот на лигата Бобан Марич за гледачите на Да последиме само ова акција по десната страна. Интервенција, низгатски старт без чини. Иле Сине беше тоа. Да. Спречи изненадување, ми се чини дека го бележиме првиот корнер на днешниот напад. Кога сме кај Бобан Марич да спомнеме дека и тоа е по потекло од Пекчо, неговиот татко, врвениот стрелец на фудбалскиот клуб Брегаланци Штип, Саше Марич, е по мајка од Пекчо, неговата мајка или баба му на Бобан Марич е од Пекчо. Имав разговорот пред 3-4 недели кога се играше во Пехчево Кит го Белаца да ја проследим ова акција центар клуб. Високи се во браната и Синев и Колев,
често пати доаѓа и Мартин Димовски на помош, тука и Тикашанец, ја раштистуваат ова акција. Офсайд. Почитува предност судијата. Почитуваше предност, меѓутоа еве сега, откако дојде топката кај играчите на Малеш, Ангелов го забележа тој доседи индиректно. Мислата за Бобан Марич, значи имав разговор со Саша Марич на надпреварот во Пекчево и тој личи на тебе Пекчевско-Беровска линија, рече дека како беше мајка му од Пекчево, синот му игра во Беласица, така да тука некаде на средината. Меѓутоа како да е добро за овие штипски фудбалери кои на достоинствен начин ги бранат боите на сега новија матичи клубови, да речеме Бобан Марич за Беласица, тука се Дарко Алексовски, тука е Мартин Димовски, тука е Илија Синев, Иван Колев, кој што е во Штип на достоинствен, коректен начин и досега успешно. Тие млади фудбалери кои што еве можеби прерано во Вргаланци ќе играат во поквалитетна лига, меѓутоа овде благодарение на спонзорот на фудбалскиот клуб Кит го Пекчево, на господинот Гогов Кирил, кој што сесредно помага на овој клуб да прерасне во еден посериозен, поорганизиран клуб, така да им се укаже на сите тие деца да се продолжат својата фудбалска кариера и да видат до каде се фудбал. Ова акција и за малку удар на Аврамски, капитенот, меѓутоа крај голот, иако сепак Тамер Јамаковски беше на место, се фрли по оваа топка, меѓутоа немаше потреба од интервенција, отиде крај голот. Убаво, може да се загрози голот по подолга пауза. Печински се подлиза, меѓутоа топката е него плен. Опасен е во контранападите играчот со број 7 Ангел Зафиров. Знае че стопате да и побегне на своите чувари и да ја затресе противничката мрежа. Мартин Димовски, Алексовски, меѓутоа Димовски се подлизна, отиде ова топка за домакините, сега аут за Кит гол. Пилешев ли да вршим мислата за музичката кариера, ако имаше уште лешто да се додаде, знам дека да го кажем инструментот кој што е. Да, јас уште како мал љубов кон музиката имав и свирам на кларинет, инструментот кој што ми е омилен. Ја завршив нижата музичка школа, тогаш наставник ми беше прославениот диригент покојен веќе Методи Докозов, каде што моите родители стануваа во тоа време во Штип. По негова заложба Тикашанец, дај последиме само ова акција, ќе ми простиш. Повторно Тикашанец. Ова дриблинг. Центар шут, топка за Дарко Алексовски, 2:0. Дарко Алексовски во ова 38 минута. Убаво додавање, центар шут на левиот бек. Бобан Тикашанец, идеален центар шут. Дарко Алексовски со глава за Малеш, Кит го Пекчево 0:2. Значи, да провериме листата и Дарко Алексовски напредува на листата на стрелци. Имаше досега 13, ова бил 14 гол. Тој има
доста голови дадени во есенскиот дел во Велосијат во Каменица Сасек, така што му се пренесуваат во салдото на голови, продолжи со голгителските способности во фудбалскиот клуб Кид Го Пехчо. Кога сме ќе да последимо ново додавање за брзината на Ангел Зафиров, не успеа да ја претова топка покрај Кирил Черговски, убава интервенција, Аврамски. И овој играч Зафиров Ангел потекнал од фудбалската школа на Брегалец Штип. Недоразбирање на двајца играчи на Кид Го. Билов. Долго топка, идеално диагонала за Шонтовски, ми се чини дека е тоа, или Дуевски со број 8. Шонтовски 6. Да. Аут за Шонтовски. Черговски. Со број 8 е Дуевски. Нема пречки, нема проблеми за Тамер Јамаковски, сигурна интервенција на самата гол линија. Долго топ, долго дегажбан. Да видиме. Убаво Зафиров, не Дарко Алексовски е, меѓутоа добра интервенција на Шонтовски и сврлава аут. Игор, ти си кажемо да ти изолира малко. Тука нека стои дека. Тука сме вика и голманот Јамаковски Тамер. Можеме да споменеме и за гледачите на Ирис телевизија дека и тој има потекло од Пехчо, неговиот татко. Да. Фајк Јамаковски од Пехчо. А живее во Штип. Игор, ти си. Интервенција на Денковски со фаул, слободен удар за домакините, можност да се загрози голот на Тамер Јамаковски, фаулиран Илија Шонтовски со број 6. А кај топката со број 9 Киро Аврамски. Нека дигне камерата да се гледа малко на тој. Двајца во живиот зид на Бега ти доле, ти бега доле. Кид Го Ти прат. Аврамски. Ти си сега. Се реши на центар шут. Скок беше тоа Дуевски. Тој е. Убава акција. На место е Дарко Алексовски одзема топка и веднаш кон Симевски, кој ќе биде побрз, сепак Васко Дуевски е побрз. И да видиме некој остана да се жали на победа, жол картон, да видиме за кого. Јас бев насочен кон акцијата, контрата на играчите на Кид Го. Зашто станува збор, не можам да коментирам, Пилешко да го видим. Играч на домашната екипа на Мареш. За Видиме кого кој беше број. жолтиот картон, само да забележам. Марко, пуштите лоп. Број 3 ми се чини Каракутовски. Каракутовски Димитар, жол картон во ова 42 минута. Или сепак беше Број 13, ако не. 13-ката Васко Дуевски. Ти си пас. Спречи контрнапад на гостинската екипа и Ти си уште. Тој е. Продолжуваме од прворот, а веќе сме во самиот финиш, уште 3 минути до крајот на првото полувреме. 42-та се Сепак игра. меродаме на судијата на Александар Ангелов, ова е по нашиот часовник кој што не мора да значи дека е точен, бидејќи има и судиско недобелување, имаше неколку преневи, па прекини. Јас нема топката на градскиот стадион во Берово, судијата Ангела бара нова топка, еве ја, експресно доаѓа. Во очекување на изведување на аут за домакините. Каракутовски.
Черговски. Ова Потек. Шонтовски беше тоа Глигор. Повторно Черговски. Воено програмирање со Шонтовски. Во средина ова топка во казнениот простор на работа казнениот простор, меѓутоа од ова ќе има само корнер. Втор корнер ми се чини на овој надпревар и двата за домакините. 2-0 во корнери, во голови 0:2. Денковски. Предходниот арменски Угорчевич. Слободен удар. Фолиран Владко Стојанов со број 20. Реагират играчите на Малеш за одлука на судијата Ангелов. Меѓутоа, барем за сега нема само еден жол картон. Ке се коригирам, тоа беше за 11-ката Григорче Арменски. Аут за Китго. Мартин Димовски. И отстапа топката за Тикашанац. Бобан Тикашанац. Кој што беше асистент на вториот гол кој го постигне Дарко Алексовски во 39-та минута. Колев. Долга топка. Која завршува во аут. И овој момент судијата продолжување. Со можеби минута продолжување свири крај на првиот дел во кој што видовме 2 гола. Малеш Китго 0:2, 31 минута 0:1 Андреј Симески, 39 минута 0:2 Дарко Алексовски. Збор 2 коментар за првите 45 минути Пилешков. Па очекувана борба, мислам дека заслужува овој надпревар епитетот на дерби надпревар во Малешевијата. Од секојаш двете клуба имале желба, така и денес. Желбата и на двата клуба е за победа, за докажување. Меѓутоа во моментот се гледа и по резултатот дека фудбалскиот клуб Китго Пекчево е малце по-спремна екипа, има по-квалитетни поединци и самиот резултат го кажува и тоа. Очигледно е желбата на домакините да се докажат овој надпревар, меѓутоа за сега не им успева. Нормално и Малеш има желба да направи добар резултат на овој надпревар, меѓутоа како што реков, квалитетот е малце послаб од играчки од гостите Китго Пекчево. Тука некаде е крајот на првите 45 минути, драги гледачи. По-кратка пауза која ќе трае за вообичаена пауза од 10 минути. Повторно ќе се вклучиме со камерата на Ирис телевизија на стадионот Димитар Беровски овде во Берово. До тогаш останете со програмата на Ирис телевизија.
На екипата на Напредок тога беше сега Кит Гопекчева, на Брегалница и на много други екипи, меѓутоа тој во текот на првото полувреме спомена за кој екип е настапало, кои се успеси се постигнати и во вториот дел ќе продолжиме заедно со коментар за овој надпревар. За сега не забележувам промена во составите на овите екипи. За оние наши гледачи кои што покасно се вклучили во преносот, ќе ги соопштам составите. Значи, кај домашните Печински, Черговски, Каракутовски, Брндовски, Шонтевски, Илија, Шонтевски, Глигор, со број 6 е Шонтевски Илија, број 7 Шонтевски Глигор, тоа се двајца братуѓери. Со број 8 Дујовски, Владимир, број 9 Аврамски, капитен на екипата, Арменски Глигорчо, Дујовски Васко и Пило Ферол. На клупата за резерви фудбалери Биковски, Андонов, Каракутовски, Папалиски, Младеновски и Муртовски. За екипата на Китго, Јамаковски, да последиме само тројката, убав центаршут на Каракутовски. Димитар беше тоа со број 3, меѓутоа Тамер Јамаковски со своето искуство носи сигурност во одбрамените рядови на Китго, сигурно брани веќе дегажира. Значи состав на Китго: Јамаковски, Колев, Денковски, Синев, Зафиров, Алексовски, Симевски, Жежов, Тикешанац, Димовски и Стојанов. На клубата за резервни играчи тренерот Трајче Сенев ги има Богдановски, Стојанов, Стојанче, Стојанов Мартин и Никола Тонев. Две топки на теренот, аут за Тиквешанац. Бобан Тиквешанац со број 16 во дресот на екипата на Китго. Говара Андреј Симиски. Нема свирка. Реагира сега на вивачето Пехчево за ова одлука на судијата, меѓутоа близо беше тука. Сега топка за гостинските играчи. Повторно Бобан Тиквешанац. Крај топката Иле Синев, Дарко Алексовски, Колев. Во средина кон Мики Жежо беше тоа, не стигне топката до него. Акција за домакините. Тиквешанац и сврла во аут пред брзиот играч со број, не забележав, 11. Арменски беше тоа. Арменски Николчо. Нигорчо. Синев, Дујовски, повторно Дујовски со глава, Дарко Алексовски, Шонтовски враќа кон голманот Печински. Аврамски убаво согради, Дујовски, Жежов за момент расчистува на средината на теренот, топката повторно кај
Домакините Брандевски. Пилов. На место е Синев. Алексовски, ова топка за Симевски дали ке стигне. Веднаш од прва го бараше Мартин Димовски, меѓутоа пред него реагирал Малеш разчистува, сега ќе види ова аут за Тиквишанац. Алексовски. Пилов крај него. Тиквишанац. Назад кон Синев. Го има слободен Иван Колев. Повторно Синев. Владко Стојанов. Тиквишанац, сосеме на левата страна. Го имаше слободен Мартин Димовски. Синевски тренера. Дуел на две деветки и на двајца капитени. Случајот сакаше така, Киро Аврамски и Андреј Симевски. Две деветки, двајца капитени во директен судер на средината на теренот, сега ќе биде слободен удар за Дарко Алексовски. Тиквишанац би требало да е сепак Мартин Димовски од прва, право рацата на Новица Печински. Шонтевски. Нема прекршок, продолжува акцијата на Малеш. Шонтевски Глигор. Дарко Алексовски. Владко Стојанов. Жежов. Мики Жежов со број 15. Денковски. Алексовски повторно. Иле Синев. Мирна, сталожена игра на гостинските играчи, имаат сигурно още 2:0 и тука не застанува повторно во напад Тиквишанац. Успеа во дуелот со Арменски. Жежов знае да распали од далечина, убав дриблинг, се мести на левата, лошо го прави тој Дарко Алексовски во офсайд. Почитува предност, убава реакција на помошникот на судијата. Ја продолжи акцијата на Малеш, се саканува капитенот Аврамски на место Иле Синев. Искуството е на негова страна. Иле Синев е еден стабилен, доста одбрамен играч кој што потекнува од фудбалската школа на Брегалец Штип. Влеваат сигурност во халф линијата и Иван Колев и Иле Синев, а кога е тука и Никола Тонев, реков на почетокот дека има некоја непријатна повреда. Понека се враќа на терен за секој сигурност, тренерот Трајче Сенев не сака да ризикува, тој е на клупата, ако притреба ќе дојде на припомош. Ангел Зафиров. Падна домашниот играч Ангел Зафиров и капитенот арменски Мартин Димовски, одличен дриблинг и лошо го прави тоа на крајот. Во силен налет беше Ангел Зафиров, сигурно изостане малку и топката е плен на домашните играчи. Грешат и тие. Алексовски. Убава интервенција на врвениот играч на Каракутовски беше тоа. Брза акција на 11-ката Арменски крај корена знаменцето. Топка на првата статива, старт на Колев беше тоа ми се чини. Тиквишанац. Лошо го прави тоа. Блокира навремено со број 3, тоа е Каракутовски. Дујовски. Обид од далечина, непрецизно крај голот. Почети минути. Отворена игра. Да, Фајтерски на двете екипи со мала предност и иницијатива на гостите. Домакините бараат шанса да постигнат бар еден гол, да се приближат на овој резултат. Меѓутоа гостите со своето искуство го бранат резултатот. Синев, Колев, Јамаковски, повторно до Синев,
долга паралела кон Симевски. Изтрчува Печински и сврлава аут. Навремена реакция на домашниот голман. Знае вака да избега Андрей Симевски, знае од овие страни 2-3 гола има постигнато со лоп удар, меѓутоа овој пат голманот беше побрз. Грешат добитините. Алексовски, дали ки шутира, прекрасен удар и стативата беше сојузот на голманот Новица Печински. Прекрасно го прави тоа. Дарко Алексовски, убав удар, меѓутоа Изненаден удар. ненаден удар, да. Откосе, меѓутоа стативата беше сојузник на голманот Новица Печински. Ја бележиме 14-та минута од вториот дел или 59-та минута. Статива на Алексовски. Со број 3 Каракутовски. Пред него е Мартин Димовски. Арменски ја губи топката, тиквешанац, упорен е Арменски, тиквешанац до Дарко Алексовски. На прва сакаше убаво да го преигра капитенот Андрей Симевски, на место е Дујовски. Сега имаше старт дали беше тоа капитенот Аврамски. Сега врат. Мало невнимание на капитенот, коректно подадена рака. Сега врат со Бобан Тиквешан настанува. Играта продолжува со изведување на аут. Дујовски, прекрасно до Пилов. Нема некој од своите соиграчи, на место е Колев, блокира и остане за момент ова пат да се враќа и Димовски. Удар и да видиме небото. Прекрасно го направи тоа играчот на домашните со да видам кој беше тоа, да ја бележиме ова 60-та минута. Стативата ми се чини беше сојузник сега на Тамер Јамаковски. Идеална шанса за домакините, меѓутоа се реше на ненадено удар од далечина, не забележав за кој играч се работи. Пилешко дали мислам дека беше број 8. број 8, тоа е Дујовски, Владимир Дујовски, кој сега се жали на победа. Убаво е потврди оваа топка. Имаше незгодна патека. Незгоден пат, да. Меѓутоа Тамер Јамаковски успеа да ја поткичи и со помош на стативата повторно беше плен и не влезе топката во гол. Останува водството на Китго 2:0 или манеш Китго 0:2. Дегажман на Печински. Тиквешанац. Андрей Симевски, Дарко Алексовски, Мартин Димовски, 8 по левата страна. Да видиме и тука стигнува Васко Дујовски и од ова само корнер. Убава акција, убаво проигрување, тројката Андрей Симевски, Дарко Алексовски, Мартин Димовски. Идеална шанса, меѓутоа се работи за замена. на време стартуваше домашниот одбранен играч. Замена Стојанов Мартин ќе влезе. Да, Мартин Стојанов со број 21 на местото на Мики Жежов. Да. Број 15. На местото Мики Жежов со број 15 во игра Мартин Стојанов со број 21 на Мартин Стојанов исто така надлежен фудбалер кој потекнува од пионерската генерација на Брегалница, сега се школува во фудбалската академија на Фудбалската федерација на Македонија. Идеални услови за игра веќе имаме. Реков Господ е со нас по она невреме пред почеток на преворот, оние 2 часа, меѓутоа како да е спортската ја долова атмосферата од ова традиционално дерби на комшиите Малеш Берово и Кидло Пекчево.
а и еве и Господ со нас. Сенно сме многоше сонцето, меѓутоа сега може да видиме дека е и радосно, Да. сончево, Мое- убаво идеални услови за игра. Мое лично мислење е дека овој телевизиски пренос е историја на фудбалот, посебно на третата фудбалска лига. Еве поглед и кон трибините, исполнети до последното место, убава атмосфера. Вокова, барем засега, постректи се гостите од Пехчево кои водат со 2:0. Се гледа на мерата, се гледа меракот на домакините да постигнат гол, да ги задоволува вкусовите на овие Секако, гледачи кои секако што дека- дојде и интересно и тоа што овде и коректно фер, сите си плаќаат влезница, што не е одлика и за многу пролигаши екипи. И публика има, ми се чини дека да ги собереш и Вардар работечки повеќе публика има денес во Берово отколку на арената во Скопје кога играат овие две респектабилни реномирани македонски екипи. Така ли, Пилјашко? Така, точно, мислам дека и со ваш допринос во целата првачка сезона, посебно телевизија Ирис, дека допринесувате многу за развој на подемот на фудбалот, на популаризација на фудбалот во малите места. Го бележиме третиот удар од Аголот, повторно еве Дарко Лексовски со лева и со десна. Секој час ќе кажеме нешто и за дел од неговата кариера, ми се чини дека еве на првата статива нема да ние вообичаени Шакири корнери. Да. Патот на Дарко Лексовски, тој ми се чини потекнал од школата на И тој е од Брегалница. фудбалската школа на Брегалница, што од мале озае со фудбалот. Имаше неколку излети на страна, беше во Република Српска, во фудбалски клуб Модрич. Модрич. Максима, да, таму имаше забележителна улога. Потоа повторно се врати во нашите лигаши, настапуваше во Баби во втора фудбалска лига, настапуваше во Баби во трета фудбалска лига, во Каменица Саса во трета фудбалска лига и сега еве му се дава шанса да ги докаже своите фудбалски квалитети и во фудбалскиот клуб Кит го Пехчево, кој е стварно во еден енормен подем на Еден развој. комплетен играч кој може слободно да кажеме да игра и во по-реномирани, по-респектабилни екипи и очигледно е желбата, нервозата кога некојаш не успее Секојаш живцено кај него да- има желба да се мотив, надпревара, желба мотив да се повеќе надигрува. од противничкиот играч. Кај него нема загубена топка, што е една позитивна особина како играч. Физички е доста идеално поглед. Да последиме ова акција, слободен удар за петката. Брндовски беше тој, меѓутоа само во живиот зид. Да видиме дали да. Има удар со топка Топката на играч на гост. Мартин Дивовски ми се чини дека остана на тревата. Тој беше Алексиски, жртва, Алексиски Дарко Дарко. Алексиски, да, токму за него зборувавме. Значи, играчот кој што беше жртва во одбрана на својот голот на Тамер Јаваковски, односно се најде на тоа место во живиот. Во меѓувреме додека трае паузата, можам да кажем уште некоја позабележителна средба меѓу овие два клуба, или да речем претходникот на Кит Го, Напредок и Малеш. Тоа се случуваше во сезоната 87-88 година, далечната во меѓурегионална Лига Исток, се одиграни два надпревара. Првиот надпревар во есенскиот дел на 23 август 87 во Пехчево победи Напредок со 2:1, а во пролетниот дел во 17 коло на 13.3 од 88 година надпреварот заврши 2:2. Куриозитет за овој надпревар е тоа што на и двата надпревара ги судеше еден исти судија, тоа беше господинот Топаловски Панчо од Гостивар. Така ми е забележено во моите фудбалски Добро е вакво навраќање на фудбалската историја на овие Има и полно анегдоти, во една од паузите ќе спомнеме и некоја анегдота, интересни моменти. интересни моменти меѓу овие два клуба што се случувале. Ги има полно, ќе се присетиме на некоја. Нова акција на Кит Го беше, ми се чини дека топката во аут за гостите. Со број 16 Бобан Тиквешанац. Мартин Димовски. Крај неговерната сенка број 3 Димитар Каракутовски.
Ова ќе биде удар од аголот. 4:2 во корнери за Китго, 2:0 во голови. Четвртиот корнер вообичаено ги изведува сите корнери и по левата и по десната страна Дарко Алексовски. Вис и близо судијата Ангелов суди прекршок, но во букет од играчи настаде голманот Новица Печенски. Судијата ја прекинува играта со цел да се дојде при себе домашниот голман кој барем за сега само два пати ја вадеше топката во мрежа, да имаше неколку забележителни одбрани, меѓутоа се е врети со него, продолжува играта со дегажман на домашните играчи. Топката доаѓа до Дарко Алексовски, Мартин Димовски. Тикошанац, Симески, Димовски. Веднаш од прва, кон нема, не беше топката надвор, ја врати со глава. Дали беше тоа Зафиров? Зафиров шутираше Алексовски Дарко. А Дарко Алексовски шутираше над голот високо. Имаше идеално може да се ја мислев дека судијата реагираше, меѓутоа не беше подигнато знаменцето, значи се беше регуларно, меѓутоа Дарко Алексовски како да беше изненаден. Впрочем и Ангел Зафиров од самата корнер линија ја врати ова топка. Дујевски. Проигрување на браќата Дујевски, Васко со 13 и Владимир со број 8. Сега Васко Дујевски со број 13. Преферно топката кон Брндевски, Бобан. Тука е двојката Черговски. Бара топка на спротивната страна со број 3, меѓутоа Мартин Димовски ја спречи оваа осоета, оваа намера. Дујовски и Мартин Димовски не успева. Топка за голманот Печенски. Новица Печенски ќе ја офрли топката во активна игра. Сепак ја преостапува до Брндевски. Ваут. Не стигна Арменски. Тикошанац ќе го изведе овој аут. Симевски. Аут. Топката веќе беше со целиот обем надвор од теренот, аут за домакините. Се подготвува замена и во редовите на Малеш. Симевски, пред него Дујовски расчистува и тврдо во нов аут. Из него во број 13. Из него со број 13 Дујовски Васко. А на негово место беше најавен Дарко Каракутовски, не знам со број 4 Андонов Марио, да, тој беше најавен во составот кој јас го прочитав, меѓутоа во последен момент тренерот Христо Урдов се предомисли и сега во игра го влесува Марио Андонов. Сега за повреда се жали Владимир Дујовски. Дали ќе се случи двојна братска замена во редовите на домакините, ќе видиме. Да се надеваме дека се е во ред со Владимир Дујовски. Премалку неговиот брат Васко е напушти играта. Додека трае паузата, можеме да кажеме една анекдота меѓу овие два клуби на надпревар. Се
сезоната 1985-86 година, кога во Пекчево се играше тој натпревар 2-2 за влегување во меѓурегионалната лига Исток. Во 10-та минута при резултат 1:0 за Напредок, сегашниот економ на фудбалскиот клуб Кит Дончо Лазаров беше заменет, не знам од кои причини од страна на тренерот, и тој со плач иде на кај клубата за замена, а председателот на клубот... Да проследим ова акција убава на 11-ката арменски, старт беше тоа на Синев, ми се чини, и сврдла во аут. Да, помни? Председателот на клубот на Напредок му се обрати со зборовите: не плачи, Донка, не се секири, има време, пак ќе влезеш. Толку беше човекот, значи, со фудбалските правила, меѓутоа така ми остана во сеќавање таа анекдота дека Инаку Дончо Лазаров е некојашен играч на Брегалница. на Брегалница, кој што остана да живее и ден денеска е во редовите. Да. Формира фамилија, вработување. Ангел Зафиров не успева. Дали ќе има гол? Не, сепак. Убаво може да се зголемува на резултатот, додека ја проследев ова анекдота, би рекол, од далечите години. Кит го можеше да дојде до ново водство, до зголемување на водството, меѓутоа во дуелот на Ангел Зафиров и голманот Печински сепак успеа некако оваа топка да ја изблокира и таа оти во голаут. Дегажман на Брндевски. Владко Стојанов, Дибовски, Дујовски, Каракутовски во средината до Владимир Дујовски. И повторноста на теренот. Слободен удар ја враќа топката на местото на прекршокот. Слободен удар за Малеш, крај топката со број 9 капитенот Киро Аврамски. Брндевски, Дујовски, крај него Владко Стојанов, убав дриблинг. Со број 11 Арменски, на спортивната страна со број 3 убав центаршут, висока топка. Удар од далече не оди топката крај голот. Нова можност за намалување на резултатот, меѓутоа среќа за голманот Тамер Јамаковски, утрот беше непретезен, за малку отиде крај голот. Ми се чини дека шутираше повторно Дујовски. Тамер Јамаковски исто така потекнал од школата на Брегалница, потекнал од овие краишта. Реков збор два за него, а и во разговор во Коцени со тренерот Лазар Балдазаров, можете поголно се изрази за него и за неговите квалитети, меѓутоа судбината сакаше да остане на овие простори, иако можеше и имаше можности да брани на головите од некои од репрезентативните селекции на Македонија. Точно така. Тамер е квалитетен голман и доста позитивно момче. И она што е интересно, а што важи она девиза за голманите, да бидеш голман треба малку да си како да си меѓутоа спротивно од тоа, Тамер е така. И Балдазаро го рече тоа, голманот е многу интелигентен, за 5-6 секунди треба да размислува како да одбрани, а за тие квалитети и за интелект зборови самиот податок дека Тамер Јамаковски е професор по историја Во гимназијата во Штип, така. на гимназијата Славцов Семенски во Штип. Андре Симевски во акција. Алексовски, Владко Стојанов не успеа ова комбинација пред казнениот простор на домакините. Дујовски, топка за Аврамски, пред него старта Иле Синев и сврла во аут. Аут или корнер, не забележувам од ова агол, сепак се работи за аут. Шонтевски, Арменски, Алексовски, убав дриблинг и уште еден и направен е прекршок. Слободен удар. Прекин, Тактички бидејќи прекршок. да, тактички прекршок, прекин бидејќи опасно се закануваше нападот, дека го беше ова контрнапад на брзина. Мартин Димовски. Убаво го прави тоа Мартин Димовски и сепак корнер.
Не, сепак гол аут. Офсет офсет, реагираше помошник, првиот помошник. Наниже неколку играчи. Мартин Дивовски меѓутоа одава само индиректен удар. Нова акција на Малеш. Денковски. Стојанов. Алексовски до Ангел Зафиров. На го оди двојката Каракутовски. Не, тоа е Черговски. И ќе биде ова корнер. Петти корнер, 5:2 во корнери за Китго. Во голови 2:0 или Малеш Китго Пехчево 0:2. Повторување за оние гледачи кои што показно се вклучија 31 минута, Андреј Симевски 0:1, 39 минута, Дарко Алексовски 0:2 водство на Китго Пехчево. Корнер го изведува Дарко Алексовски. Еве кон средината на голот, боксуваше голманот. Тиквешанат со глава, прекрасно го прави, но сепак офсайд. Офсайд, високо подигнато знаменцето и Лесин не знае, че 100 пати има постигнато неколку голови од вакви ситуации, меѓутоа овој пат знаменцето на помошникот судија беше побрзо. Офсайд. Бележиме нова замена кај домакините излегува со број 7 ми се чини. Шонтески Глигор на негово место. Со број 14 ми се чини Каракутовски Дарко. Број 19. Број 19. Број 19, значи Муртовски Александар. Александар Муртовски на местото на Држи тука, Игор, држи тука. Глигор Шонтевски, со број 7. Синев, Дорменски, Аврамски ја губи топката, Тиквешанац е на место. Борба на средината на теренот. Каракутовски во средина кон Пилов. Со број 6 Шонтевски. Крај него е Миле Денковски. Нема прекршок, Зафиров ја одзема оваа топка. Алексовски игра со рака, веднаш изведе слободен удар. Сивески. Топка кон Новица Печески, голманот кон Брндевски, Бобан. Тридесет минута веќе по нашиот учесник. 79 минута, значи уште 9-10 минути до крајата на преварот. Акција. Тука кај корнер за менцето Тиквешанац изфрла во аут, би се чини вече. Крај топката Каракутовски. Арменски. Аут за домакините на спортивната страна сега. Дујовски и Денковски. Корнер. Трети корнер за домакините, 5:3 во корнери за Китго, во голови 0:2 или водство на Китго 2:0. Корнер ќе го изведе Владимир Дујовски со број 8. Многу играчи во катајниот простор на Тамарија Маковски на првата статива, Дарко Алексовски, обид за ножички, меѓутоа да видиме кој настрада непотребна реакција на домакините, поново обид за ножички, дали имаше контакт со Лош пат на играчот. или лошо падна играчот на Китго, не може да забележи дали е тоа Дарко Алексовски или не. Или Синев или Колев. Број 20 стоја Дарко.
Владко Стоянов. Владко Стоянов со број 20 се е вред со него. Имаше обид за ножички, атрактивно да заврши ова акција играчот на Малеш, меѓутоа се испречи Владко Стојанов, спречи изненадување, но при тој самиот настрада. Крај него капитенот Киро Аврамски. И овој играч Стојанов Владко потекнува од Пионерско-младинската школа на Велското Бергаленца, многу благодарно дете. Го пратам уште од мали нози, значи за него нема изгубена топка, секогаш дава максимум на всеки напред. Пилешков во составот на Кит го има дури тројца Стојанови. Марти Стојанов, Владко Стојанов и Стојанче Стојанов. Дали се во некој родбинска врска или Не, случајност? случајно се тоа, презиме поредко во нашата За разлика од така да, Манаш, каде нова замена. Никој не е. Излегува Ангел Зафиров, а ми се чини Стојанче Стојанов сега влегува во игра. Да, со број 3. Со број 7 излегува Ангел Зафиров, со број 3 во игра Стојанче Стојанов. Токму за него зборувавме. За разлика од братачедите и браќата, тоа се Шонтески или Шонтески Гливор кои се братуđеви, а Дујовски Владимир и Дујовски Васко браќе. Овие Стојанови немаат родбинска Немаат врска, родбинска ќе врска, ги да. Меѓутоа, доста благодарни, добри играчи кои што секогаш пружат максимум. Може би некои се стартери, некои отпосле започнуваат, меѓутоа упорни се и даваат максимум на секој надпревар. А се работи за доста млади перспективни играчи. Така, кариерата е пред нив. Брндевски, Каракутовски, повторно Брндевски. Арменски. Со број 3 повторно Каракутовски. Центар шут на место е Тамер Јамаковски, сигурно брани. Брндевски, последен играч во одбраната на Малеш, сега топка за капитенот Аврамски. Дујовски. Пилов. Некако како го скротија Ерол Пилов, рековме дека еден од подобрите играчи кај Малеш, меѓутоа доста добро го чува тука и Синев, тука и Колев. И Не му дава до израз. До израз, да. Добро го блокираат и не му даваат шанса да... Арменски во дуел со Владко Стојанов, повторно Арменски. Ово последње по 10-та са на Арменски, нов обид на првата статива на место е Иле Синев. Вистински столбови во одбраната, Иле Синев, Иван Колев, нова акција на Малеш. Арменски, Пилов, Дарко Алексовски разчистува. Во Аналев беше и петката, како сака да им докаже на навалните играчи дека и тој знае да постигне гол, да припомош да постигне гол до бекините, да ја вратат да известноста на овој надпревар. За сега тоа не им успува, останува водството на Кит го 2:0. Да повторам, 31 минута Андреј Симиски 0:1, 39 минута Дарко Алексовски 0:2. Инаку, Пилешко да споменеме дека екипата на Кит го до крајот има да одигра уште еден надпревар. Уште еден надпревар, да. Тоа е со следната недела на 14. Со напредок Здравје Радово. Тој е последен во оваа сезона за клубот, затоа што последните два надпревари е слободен, поради откажувањето на два клуба, Баби и Бирник Кончи. Во следното коло, значи во Пехчево, Пехчево се игра последната Кит го со напредок Здравје Радово. а последните две кола слободни, инаку уште две кола
постанатите екипи имат да одиграат, а Кит го Пехчево ќе биде слободен. Поглед и кон табелата, Кит го Пехчево за сега на петтото место. Петото место, бодови 10. Ќе видиме со реорганизацијата дали 45 бодови со денешните, да ги рачунаме 48 бодови ќе има. Овчеполе има 42, Овчеполе денеска гостува на Беласец. Значи ќе се големи преднастапа меѓу овие две екипи и ќе трае неизвестноста до крајот, бидејќи околу пласманот, да. Следува реорганизација на вторите лиги, нова акција по десната страна. Сиверски, Даре ќе биде и Сивер гол. Многу добар играч. По десната страна, Многу добар играч со многу осеца за гол. Со многу осеца за гол, со многу чувство, мерак. Тоа е бисер на македонскиот фудбал. Ја бележиме 87-та минута. Андреј Симевски за 0:3. Андреј Симевски со број 9, стрелец на третиот гол, втор гол за него по убава акција по десната страна, во која што дали беше Миле Денковски ја сврте кон Дарко Алексовски, овој го проигра слободно од Симевски, на кого нема беше тешко да го совлада немокиот Новица Печински. Пилешков, еве, уште 3 минути до крајот, убедливо водство. Имаме замена на голманите кај гостинската екипа, влегува резервниот голман Богдановски Стојанчи. Замена, трета замена, да. Од Академијата на Фудбалската федерација голман. Значи Стојанче Богдановски со број 12 на местото на Тамер Јамаковски. Инаку 2-3 кола бранеше Стојан Богдановски доста успешно, поради она повреда ја влечеше Тамер Јамаковски на средбата, ми се чини со Беласица. Така, доби повреда на рамото. Еве, но можда за 4:0, удар од далечина. Кој беше тоа? Стојанче Стојанов. Стојанче Стојанов, меѓутоа топката оди крај голот во гол аут. Тренерот Рајче Сенев ви дава шанса на сите играчи. Скоро на секој надпревар има по 2-3. Тоа е и целта да сите играчи имаат да ја почувствуваат атмосферата, да имаат надпревари во нозете, да се види дали во кој правец ќе им оди кариерата. Значи им се дава шанса на сите играчи. Акција на Малеш на средината на теренот, високо подигната нога. Гјон, слободен удар за Стојанов. За играчата Кидго. Ти се слушаш. Да не звони. Не може да стопам коса. Пат звони. Иле Синев. Ти се слушаш. Да би изключил. Тикашанец. Марти Дивовски, тоа на проигрување. И прекршок, слободен удар. Да видиме. Жол картон и игра со рака. Не намерно. Меѓутоа да му веруваме на судијата Ангелов за Тикашанец. Жол картон, втор на денешниот надпревар, по оној жол картон на арменски Глигорчио, тама некаде во првиот дел, и сега за Бобан Тикашанец. Борба на средината на терен на играчите на обете екипи, сега започва напад од позадина. Офсайд. И овој момент судијата Александар Ангелов откочил и свири крај на денешниот надпревар. Надпревар од 27-то коло Малеш Кидго Пехчево 0:3. Подсетување за нашите гледачи на стрелците на головите. 31 минута Андреј Симевски 0:1, 39 минута Дарко Алексовски 0:2, 87 минута Андреј Симевски, втор гол за него, трет за екипата на
Китго за конечен резултат Малеш Китго 0:3. Инако да погледаме листата на стрелци. Андреј Симовски имаше 11 и со денешните 2 гола се качува на листата на стрелците со 13 голови. Пилешков заврши коментара за денешниот надпревар. Помислам дека фудбалскиот клуб Китго Пекшево заслужи денешниот надпревар да победи. Заслужена победа на гостите, прикажа по-добра игра, по-квалитетна игра, искористија сите укажани шанси. Додека екипата на Малеш беше на тоа ниво кој што го има и квалитет, малце после квалитет имаат од гостите. Им пожелуваме на двете екипи успешно завршување на оваа надпреварска сезона. Ако забележиш би ово поздравување на играчите на Китго кон своите симпатизери кои во голем број ги има и од Пехчево и од Штип. Има и од Пехчево, и од Штип, и Берово, така да се заслужена победа на гостите и да се надеваме дека со оваа организација ќе ги фати влегување во втора македонска лига. А на фудбалерите на Малеш успешен старт во следната сезона. Јован Пилешков, јас ти благодарам за денешната соработка за овој пренос кој да кажеме дека е историски со цел популаризација на третата лига Исток и на фудбал во Источниот. Многу ми на соговорници рекоа дека се игра можеби на добриот фудбал во овој ранг на надпреварување, а денешниот надпревар ми се чини дека потврдат за тоа. Уште еднаш ти благодарам за денешното гостување. За поканата. Драги гледачи, ќе се обидеме на крајот да дојдеме и до изјава од тренерите на екипите, помала пауза, да се префрлам од коментаторското место, повторно ќе се вклучиме со ќе побараме изјава од тренерите на обете екипи, Трајче Сенев и Ристо Урдов, со цел да ја доловиме атмосферата и да го слушате и нивното мислење. Се вклучуваме за неколку минути. Завршен од преверот Малеш Китго 0:3 до мене тренерот Трајче Сенев, честитки на победата. Коментар за денешниот надпревар кој е историски еви за нас и мора да кажам благодарност на Виванет и Телекабел со чија припомош и благодарение домакинот Малеш и на спонзорот Кирил Гогов од Китго дојдат до реализација на овој пренос. Коментар за денешниот надпревар. Јас се заблагодарам исто на спонзорите, исто така мора да се заблагодарам и на публиката од Пехчево која што дојде во голем број денес да не бодри. Исто да се благодарам и на домашната екипа која што стварно еден извонреден пречек имавме. Што се однесува до надпреварот, мислам дека одигравме стварно добро, постигнавме 3 гола, можеме да постигнеме уште некој, но тоа е фудбалот, има и они своји шанси што не ги реализираа. Сепак победата мислам дека ни е заслужена и одиме понатаму. Карактеристично за ова дерби се знае традицијата на страната на двете екипи. Беше голема желбата на домакините, меѓутоа не успеа во тоа како да е фер, коректен надпревар во кој што судијата Ангело додели само 2 жол картон братски по еден на обете екипи. Па стварно играта беше стварно фер и коректна, од двете екипи се играше фудбал, можеби домашната екипа поне физички не е подготвена, ние искористиме тоа и заслужено победивме. Јас ти благодарам со надеж дека еве и на крајот ќе се дооформи ситуацијата, бидејќи Китго се уште има некои шанси за влез во втората лига. Како и да е, останува до крајот уште едно коло во недела против Напредно здравје и Радова, после во последните 2 кола сме слободни. Па да, останува уште една такмица, ние ќе одиграме и тој надпревар, мислам дека ќе го добиеме, а што однесува за влез во втората лига, ќе чекаме да видиме колку екипи ќе влегуваат, ако ни се укаже шанса, ние сме спремни да влеземе во втората лига. Јас ти благодарам. Еве сега го поканувам и тренерот на екипата на Малеш Берово, Ристо Урдов. Јас се благодарам на гостопримството, бидејќи еве почестена е редакцијата, спортската редакција на Ирис телевизија, благодарејќи на вашето раководство, реков и на овие ценети почитувани Виванет и Телекабел кои овозможија заедно со Кирил Гогов да го реализираме овој историски пренос. Прекрасна атмосфера, јас сум воодушевен. Бев и на надпреварот Металург Малеш, кој беше оне за купот. Меѓутоа традицијата си е традиција. Празник за Истокот, празник за Малешевијата, во кој што е милина да се доживе оваа атмосфера. Ваш коментар за денешниот надпревар? Како прво им честитам на гостите. Пехчевци, как да ги наречеме, Китго, една прекрасна екипа са. Меѓу првите 4 екипи са во регионот. Такво дерби, мојата долга кариера
И како тренер и фудбалер, тоа е. Треба да се усете. Коректно такмица од двете, судиската тројка добра. Беровчан направи еден амбиент кој стварно заслужават. Некако град во прва и втора лига нема таков амбиент. И двете екипи бе коректни, немаше некој. Тоа е нормално во жар. Интересна беше надпреварот. Голови што ги прима се реални. Екипата намалише перспективна, просек е 22 години. Здрави со, што викаме ние, со работа, само со работа може да чини. Али уште еднаш честитки за Кит Гол и как да Пехчевци да наречем. Супер екипа има тоа. На списокот кој што го имам ја има 3-4 играчи од вашата екипа, не сакам да ги споменувам, кои што веќе свртуваат внимание на пореномирани екипи, што ќе рече дека има таленти, има играчи кои што заслужуваат да играат и во поафирмирани екипа, сигурно честен на тренер, ваш играч да отиде да игра во поголема екипа. Па има 4-5 кои се интересни за македонскиот, што викаме ние, пазар. Тука е Владимир, тука е десното крило Глигори, Ерол, центарфорот, Кире, капитенот, позади Никола Васко, тие са просек 22 години. Интересни се за втора лига, за прва лига. Сега зависи се на беровчани. И јас тука спаѓам, дали ќе правиме екипа понатаму или не, они одлучуваат. Јас сум спремен, али со таков начин, таков прилет, не се прави екипа за втора лига. Мора маркотрпна работа, Сабале Поручек и стварно квалитет имат Малиш. Заслужават екипат како екипа Малиш да игра во втора лига. Тоа е една најстара екипа со Беласица, Љуботне. Стварно ќе знајде цили. Имат луѓе кои може со мал допринос да биде екипата во втора лига. Имат квалитет, имат услови, што треба уште. Сема добра организација. И се работи за респектабил да екипи кои некој жари пале во македонски фудбал, меѓутоа транзицијата го направи своето. Меѓутоа оно што радува, посетувајќи ги терените по источниот регион, забележувам инфраструктура, добри терени, зелени терени, собликувалните модерни, со сето она неопходна опрема, што ќе рече дека требат уште некои дечки да заиграат, да тренираат и повторно да се овие екипи врнат во прав смисол на фудбалската карта на Македонија. ја го потенцирав. Берово, Љуботен, Белас, едне од најстарите екипи. Они 3 години са немале фудбал. После 3 години се враќаат на теренот. Имаме формирана младинска школа, кадетска, пионирска, мали петличини. Тоа е само труд треба. Сабале Поручок теренот да биде со дечиња. Он не го знае тоа. Прв пат се чинуваат со млади категории. И треба Берово да се обрне самите граѓани. Денеска беше фешта за Берово, за Пехчево. Мисля дека ќе има ово. Ништо нема, тоа е на прекрасно здание беше да се гледа. Плюс тоа помош од два голема благодарница на ова телевизија. Јас мислам дека тоа е богатство. Втора лига нема толку. Па рачуни да не кажем, ајде не ги спомнувам тие паролигашите, 100 души, или што викам ние резервите, со резервите 50 души. Тук имаш над 1000 гледачи. Терен добар, услови добри. Гостите дојде, добри се, победија. Честитаме, немаш ник. Нормално жарво е такото, мора да има. Мора мотив да има. Али јас мислам дека со помош на луѓите во Берово, ако се договориме, јас мислам меѓу првите кандидати ќе бидат за втора лига. Имат услови. Јас ви благодарам, посакувам многу успех и дай Боже да се видиме повторно во некои убави моменти. Голема благодарност на телевизијата, голема чест за Берово, за источниот блок тука. Благодарам. Всичко. Поздрав, момци, поздрав. Драги гледачи, тука некаде сме на крајот од ова денешно издание, директен пренос. Мора да укажам благодарност ево уште еднаш на Виванет и на Телекабел, на дечките кои се тука, Дарко и Гоце, тука е камерманот Горан Тодоров, тука е Игор Дзиврев, тука е Горан Христоски, на дечките во режија Трајче Андонов, Дарко Донев и Петар Черкезов и секако на останатите дечки во Ирис телевизија. Благодарам за вниманието се кое не следевте, останете со здравје и уживајте во програмите на Ирис телевизија. Пријатно!